Благодарам за одговорот. Во однос на ова што тврдите дека има лежачки полицајци на една од улиците кои што ги споменав, ете така, ние иницијативата ја поднесовме врз основа на барање на граѓани. Има петиција 100-150 граѓани кои што се обратија до нас и лично го поднесоа барањето до град Скопје и врз основа на тоа барање ние поднесовме иницијатива за да ја запазиме процедурата во Советот. Значи не верувам дека 150 граѓани би се потпишале на петиција и да бараат поставување на лежачки полицајец ако таму има. Значи, штом реагирала такава група на граѓани, очигледно е дека има некаков проблем. Значи, ако сакате, јас ќе ги замолам граѓаниве. Значи, имаше објавено граѓаните пред 2 недели, ми се чини, во рок од 2 дена имаше 2 огромни сообраќајки кои што навистина се сериозни по живот. Има дечиња, како што кажав, таму има близина основно училиште, каде што децата поминуваат улица за да си купат за доручек и е исклучително опасно. Тоа е кај Црниче Симпо, станува збор за таа раскрсница. Значи, не знам дали е соодветно решение лежачки полицаец, меѓутоа, за тоа вие со надлежните служби изнајдете некакво решение за да се реши проблемот. Не мора да е лежачки полицаец ако не дозволува просторот за тоа. Нека биде нешто друго, меѓутоа нека се најде соодветно решение за тоа. Во однос на лицата со аутизам и со Даунов синдром, лицата кои што ме контактираа се од Скопје, меѓутоа еве ќе ги контактирам повторно, нека дадат податоци па да видиме значи зашто е тоа така. Инаку да ве потсетам само, вие не бевте тогаш градоначалник, меѓутоа вашите сопартици кои што беа минатиот состав изгласаа и донесоа одлука на овој совет, едногласно ја донесовме, меѓутоа на нивна иницијатива беше тоа паркингот повластен да важи и за лицата кои што со попреченост, меѓутоа кои што имаат живеалиште надвор од Скопје. Значи, кои што не се во соживалиште во град Скопје. Така да, јас сметам дека таа програма која што тогаш ја донесовме не треба да важи само 1 година. Туку веќе кога се воспоставила таа пракса, да продолжи и понатака да функционира. А во однос на третото прашање, не знам што се случувало значи во администрацијата, дали кој што подпишувал, дали имало средства или не, граѓаните не треба да бидат жртва на бюрократски процедури. Значи, ако нема доволно средства, предложете со ребаланс, онака веќе поминаа 2 ребаланси, можеше да се изгласаат дополнителни средства за да се изгласаат субвенциите за велосипедите.